Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Нисо Мухич. Еве ја и темата за денеска. Ако Филипче навистина има план и желба да помогне, јас му стојам на располагање во секое време. А ако сака, нека дојде и на полноќ, а ако сака и по полноќ. Не е проблем, ќе го прилагодам мојот распоред. Ова го изјави премиерот Мицковски, а на барањето кое во текот и на изминатите денови е актуелно од страна на лидерот на СДСМ Венко Филипче и кое беше заокружено со денешната пресконференција, барањето на Филипче за лидерска средба. Имено тој вели дека има да предложи концепт за нов општествен и политички диалог и дека планот би му го образложил на премиерот Мицковски на таа лидерска средба. А областите каде што треба системски да се пристапи, според Филипче се образование, здравство, правосудство, животна средина, партизација, политизација и така натаму, што се не значи. Со тоа што лидерот на СДСМ смета дека најпрво би требал да оствари тет-а-тет средба со премиерот Мицковски, бидејќи, како што вели, тој прв подал рака и рекол дека средбата е прифатлива. Па подоцна би дошла предвиди средбата со лидерите на парламентарните партии. Повторно на дело гледате ставање во прв план на личното, над институциите, уште повеќе над државата. Во смисла во која секој си поаѓа од себе. Кој прв подал, кој прв почнал, кој што направил, овие се нивни, овој е нивен судија, овој е наш и така натаму. А не обврските и она што од нив се очекува и се подразбира да го прават. Но, ете, и тука се отвора сега и прашањето секако, токму и околу воопшто прашањето лидерска средба. Значи, и токму затоа што прв подал рака, па лидерска средба, па тет-а-тет да почне, а потоа би одела средба со лидерите. И имено, со години се критикува тој вон институционален формат на лидерски средби за решавање на проблемите. За нивно гледање кој како и кој прв подал рака или не подал, сакаат да се гледаат, не сакаат, тоа е сосема друга работа. Или имаме емисија и таа оди, а дали се сретнеме на улица, поздравиме или не, тоа е сосема друга работа. Во таа смисла и овој е нивен, овој е наш, овој прв подал, прво тет-а-тет, а после парламентарното, всушност, значи, токму она што е обврска, токму она што од нив се очекува го работат, а не го работат, сега треба да се повторно издигнува, тоест да се сведува, не е издигнување, на барем досега јалови средби на партиски поглавици, представници. Па ќе се навреди некој трет зашто не бил викнат тој, па ќе го вклучат и него, па е втор ешелон, па трет и слично. А сето тоа, всушност, узурпирање на една јавна дебата која треба да ја води собранието. Те може уште 2 недели да си земат сега сосема. И да кажат работиме, само немаме седници, телата работни, комисиите не ни работат, седиме. Ма не треба ни да седат тогаш. Тоа е работата, седат, па барем нека го искористат одморот. Туку тоа не биле на одмор, па не го искористиле одморот, јасно, затоа што летно време каде ќе одат. Треба да го искористат, официјално не го искористиле, тоа е јасно. Но треба да се сработи нешто, ако не е некој на одмор, не значи само да седи. А со ова, всушност, значи, се сведува на една релација со мал круг на лидери, помеѓу мал круг на лидери, затоа што кој прв понудил, кој прифатил, па потоа би дошла предвид средба со лидери на парламентарни партии, па како тие што ќе кажат, па и дали ќе стигне до собранието, и затоа тие средби, како и комисиите, или се јалови, или не функционираат. Не се јалови, но затоа се без било каква перспектива, што се сведува на истото.
И дополнително, дури и оваа илустрација на Мицковски, ако сака нека дојде и на полноќ и по полноќ, токму и зборува за самиот концепт лидерски средби. Ќе беше можеби пребезобразно, но затоа полноќни разговори, инаку токму значи полноќни шепкања би можела да биде темата. Не е во контекст на Мицковски, туку на лидерските средби. Да се видат поглавиците за да прошепкаат и сега затоа Мицковски е отворен во смисла и пред полноќ и по полноќ кога и да дојде, но сватена е суштината на средбата. Да се видиме и да прошепкаме малку ние, а останатите ќе втренчено очекуваат што ќе се договорат поглавиците. При тоа, одеднаш сега, по повеќе од 3 децении, нов општествен политички концепт за диалоги со кој би се изготвила стратегија врз основа на која државата ќе почне да функционира конечно и ќе функционира повеќе деценија и пол 2 децении и така натаму. И ете така сега одеднаш кога ќе се сретнат на полноќ или после полноќ, за она за што одам на полноќта поминала, ни 5 до 12, ни 12 и 5, одеднаш ќе се открие стратегијата која потоа ќе им ја изложат на парламентарните партии. Колку и да е, еве, да бидеме сериозни, суштината, која е перспективата и можеме ли да очекуваме, ете, не деценија и пол 2 децении да се развие стратегија врз основа на која државата ќе функционира, туку да се развие воопшто стратегија да профункционира, да запали моторот. Па тоа до каде ќе стигне, тоа е се уште, гледате, не може ни да профункционира, што впрочем и токму Филипче го вели дека системот очигледно на многу места не функционира како што треба, дека нема перформанси какви што граѓаните заслужуваат, нема што заслужуваат граѓаните ниту заслужиле, ниту тие имаат обврска. Повторно е тоа кој што заслужил. Но добро, не е битно. Значи, поентата е истото. Не е работата во тоа кој како заслужува, туку се едно, сите се еднакви. А тие се избрани од граѓаните и ја имаат обврската да испорачаат. Но добро, иако смета дека заслужувале, дотолку повеќе имале вина сите политички партии, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ. Уште повеќе ако не заслужуваат, туку се подразбира, вината е уште поголема. И да не заслужуваат граѓаните. Затоа што и тие што не ги гласале исто така заслужуваат. И повеќе од заслужуваат. Затоа што нема разлика помеѓу тој што го гласал овој или што не го гласал. И третманот подеднаков треба да биде кон сите. Затоа велам вината, како што вели Филипче, дотолку повеќе ова неговото го засилам, дека имаат сите политички партии и други политички партии, и на албанците, и на останатите партии, како што вели Филипче, смета дека, слушајќи го овој аларм и барањата од граѓаните, потребно е да се направи еден систем, една нова форма, политички општествен диалог, во кој ќе се вклучат сите политички партии, чинители во општеството, и така натаму, но прво полноќни шепотења или после полноќни со лидерот, па после ќе се види како. Од тука ете која е перспективата од ваквите лидерски средби. Треба, значи има гениален концепт, откритие за нов општествен и политички диалог во кој сите ќе се вклучат, и партиите и сите чинители, но затоа прво да се договорат тие. Да се прошепка насамо, а потоа ќе се види што како. Ете, тоа е, која е, што мислите тогаш, перспективата од воопшто ваквиот начин на функционирање, на комуникација и така натаму. Велам, во кој нема ништо спорно, се додека е надвор од
јавноста надвор од обврските и од делокругот. Како што реков, јас можам да се гледам со кого сакам и вие и ние може да се гледаме или да не се гледаме кога ќе сретнеме или како и да е надвор од емисијата. А тука си се знае форматот кој е. Во таа смисла, дали се гледаат и на полноќ или наутро и за која работа, тоа е нивна работа. Ако се за особено вакви круцијални откровенија концепти за функционирање, за профункционирање на државата, а тоа дајте па да се обзнани час поскоро сите да го слушнеме. Во тој контекст па кеве и Мицковски искоментира дека е малку непристојно преку медиуми да се разговара, мислејќи токму и на тие покани. Преку медиуми е, односно тие соопштенија за јавност, пресконференции. Поканата преку медиуми Мицковски враќа и сето тоа има свој виден театар. Значи, па и подценување, да не кажам и понижување на медиумите. Затоа што медиумите се еден вид гласници помеѓу нив. Во време кога има и мобилни телефони, и социјални мрежи, и мејлови и така натаму, ние како гласници треба да пренесеме порака. Филипче сака лидерска, па Мицковски излегува, јас ќе прифатам ако овој од возвраќа и така натаму. Во тој контекст, Мицковски реагира дека малку непристојно преку медиуми да разговарам. Особено што целата јавност треба да знае, да ја договори средбата на двајцата поглавици, на која тие понатаму ќе тајно си договараат. Тајно за затворени врати секако, па после ќе се види што ќе стигне до парламентарните групи. И како и да е, Мицковски е подготвен, вели да го прими на средба, за да му го образложи планот, да ги слушне неговите идеи. Па потоа повторно, веројатно, и едниот и другиот преку медиумите ќе ни соопштат кој како што мисли за тоа и како тоа понатаму ќе оди. Еве што мислите вие околу целата работа, ова е денешната тема, 6091 924 и 925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден, Исако. Поздрав до вас, повелете, добар ден. Види, Исако, мене не може само никој пред некој ден го кажав да ми го кажи, да ме убеди дека ВМРО и СДС кој поќе, кој помалце, а многу поќе СДС, е растурија Македонија однатре. Не се свестија и по 2001, знајте вие, што зборувам, не се повторувам на темата сум. Да. Сега, од друга страна се прашувам, како нема срам човеков, например, че ни барал лидерски свет би ова она, кога знаеме што направи во неговото време, што стори со болницата, што неговите коалициони партнери, футбал играе по институции, по се. Да е нов човек на СДС, и то така се прави, мислам. Ако сакаш да ти оживее партијата, не со старите луѓе, нови луѓе кои немаат врска, со кого ќе разговара сега? Ќе разговара со одјај, што ги зедоа 8 души да не одговарат за 27 април и да ни го смена името? Јас би имал страм да сум Филипче, лично би имал страм. Него го поставија да види не дека е толку способен да ја води партијата, него да се извлечи за одговорностите со болница, со ова, со она, или воопшто во неговото владење. И сега, не навивам за Мицковски. Во стартот ви кажав, двете партии се виновни добре што дојдовме, што дојде со Македонија. Да бидат трети на власт. И секоја му чест, паметни си се бидето. Си добиват, те од едните, те од другите. А ние, како македонски партии, уште се си вади ночите. Срамота, невидена срамота за нас. И зато пак ќе повторам, да се штом падналата партија, нови луѓе донесете, дај да мислиме за новите, да ја оцрниме ова власт сега. Со старите, за кого ќе гласам утре, за никој. Благодарам ве, поздравувам, да е интересно. Нов концепт од стари луѓе. И навистина треба нешто ново, револуционерно да се слушне. Нешто што досега не било слушнато.
кој знае што ли е тоа, што ете и нив им се открило, им се укажало, им се осознало за да дојдат до нешто ново, револуционерно. Може би е тука и суштината, затоа прво тет-а-тет, како што вели Филипче, да се видат, да не биде пресилно, го знаете, она ме уби пресилниот збор. А така и ова, пресилни се зборовите, моќта на новиот концепт. Може би и тоа. Повелете. Хало, добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Бог да чува од овие луѓево што мислиме дека можат да ја водат државава. Барат ноќе сега. Топката да ја намести на Па не, Мицковски вели е на располагање и ноќе и дење, во било кое време. Ја па мисля Не, Мицковски вели кога и да сака, еве, и полноќ, и после полноќ, и пред полноќ. Добро, му ги отворил сите врати. Отворил се, ако има желба да помогне, јас сум тука. Да. Така. Ама овај не знај колку знај, затоа се пика натака навака. Урече предходниот, сака да си спери на таа страна што направи дубиозите во здравството и сега чекај ќе правам шема ваква таква да се закривам. Како не се срамат луѓево? Малце и Мицковски има што прифаќа вакви работи. И Мицковски како можел да дозволи да го возат шпиуни? Како можел да дозволи? На тие што го возат им пуштам контра шпиуни да ги испитуваат кои се какви се. Мора да се човек обезбеди ако сака да биде како што треба. Ова наша држава, ја не знам луѓево што се грабат за политикава, колку се грамотни, колку се здравствено испитани, колку се изградени за политика, колку се писмени. Ти држава да водиш и на ваков начин, ја не можам да сватам. Само ја уриваат, ја разнебитуваат. И име дадо, и продадо се и се што. И македонско нема, македонци нема на земјинова топка. Нема. И то го направја. Пак се борат сега од петни жени, пак да се вратиле. Пак да грабат. Срамота ова што се прави. Јас и друг па сум зборувал и сум замалел и из овие средби што ги барат тие. Да, ви благодарам, поздравувам. Овој пристап ете на Мицковски кога сака и полноќ и по полноќ и така натаму е отворен на вистина, но и за него може да се дискутира околу професионалноста, да кажеме, во смисла, особено и тој е токму професионалност, професор, па и во рамки, односно и покрај обврските во рамки на мандатот премиер на владата, колку што знам, оди и на Машински факултет, одржува часови и така натаму. Значи, си има распореди своји, и особено во рамки на обврските околу владата, одговорот можел да биде, не дека укажувам јас, туку дискутираме за пристапот, воопшто пристапот лидерски средби и како тоа понатаму се развива. Затоа едно е, ајде да се видиме, ајде, па кога сакаш, па ајде, јави ми се, било кое време и тоа оди до недоглед. А ако е сериозно и професионално, кој да е, кога да ти се јавам, што како? Колега, имаме постојано, јас сум во собрание, се среќаваме таму, имаме седници, добро, тие работни тела, комисии, гледате, не работи тоа, ама не се на одмор. Кога сакате, приемно време ми е, на факултет сум од до, ваму таму сум во собрание, и вие сте тука. Собранието не е големо да се препешачи, дури и во иста сала имаме седници, јавете се, еве ви термин, ќе се видиме. Така да велам и наспроти желбата кога и да посакаш, се е тоа во ред. Но повторно зборуваме за она институционалното. Треба да зборуваме, треба да функционираме во рамки на процедурите. Ако е емисијата тогаш, ева, кога сакате. Повелете, јавете се, емисијата е од 16 часот. Па сакам приватно. Може приватно, ќе се видиме, ќе седиме до 3 наутро. Зборувам за разграничување за тоа, така да кој да е, ама јас да ти кажам нешто важи, јавете се после емисија, ќе одиме на пијалак. Сега трае емисијата. Така да, токму околу сериозноста и перспективите на воопшто тие лидерски средби.
Сето тоа некако некој има да каже нешто големо, другиот ете вели ма кога сакаш кажи го тоа и потоа што од тоа. Сериозниот пристап кажува нешто друго. И ова што вели Мицковски, нема што, медиуми имате, таму сте, слушајте, колега, сакам да се видам, повелете, колега, тогаш имам приемно. И крај се гледа и потоа се обзнанува ако има што да се каже. Поентата е во нешто друго. Дали е идејата токму преку медиумите, со други зборови, медиумите да се на некој начин впрегнат, стават во служба на еден вид PR, маркетинг, кој што како прави, не е битно. И дека некој има гениална идеја и дека другиот е 24 часа на располагање. Резултатите се битни. Тоа е она, објаснувањата 2 недели не сме биле на одмор, работевме, ма дајте резултати, што може и да ни извадат картичка дека се чукале тамо, одбележувале на ова, валидирале, влезе излез. Што вреди тоа? Што е сработено, кој е резултатот? Ништо, ни Комисија за социјални прашања, ни ништо наменски ставија да помине ова закон за социјално и пензиско за тие 2500, за да не мора да го слушнеме министерот како за минималните плати да зборува и за пензиите. Да не помине тоа на седница. Моравме да подпишеме, замислете ако не, што ќе беше тогаш. Тоа се очекува од вас, тоа треба да го правите, што да замислиме. Замислиме што ќе било, што не сте свикале седница. Тоа се резултатите. Што се преку јавноста сакам да се видам, може да се видиме. Кога да се видам, кога сакаш да се видиме. Нешто што може да се заврши досега. Во рамки на ова што медиумите го пренесуваат како желба, кој што сака и кој кога ќе може да му биде на располагање, може да се видат 10 пати досега. Резултатите се битни, тоа е суштината. Овде имаме резултати во друга смисла, а тоа се маркетиншки резултати, значи резултати, медиумите се втурнати во тој маркетинг. Имам нешто да кажам, пресконференција, сакам да се видам, па медиум повторно маркетинг. Може кога сака, полноќ, пред полноќ, после полноќ. И сега чекаме во наредните денови. Повелете. Добар ден, почитувани. Добар ден, почит до вас, повелете, да. Поздрав за телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Сега една анегдота ќе кажам, уствари тоа е вистина, со еден мој поранешен шеф во фирмата каде претходно работев. Тој ми беше многу вака впечатлив човек затоа што во комплицирани ситуации знаеше да лупни некој бисер кој беше доста комичен, меѓутоа и поучен. Так. И сега дека кажувате за полноќни средби и тоа сето ова, ме потсети на една негова реплика, анегдота. Се расипа службено возило, а ние бевме на заминување од втора смена и веќе беше касно вечер. И сега едни мајстори му викат на шефот: дај ние ќе останеме, но ќе работиме на возилото, ќе го поправиме, му викат. Се тие така му велат, знаете, за да лапнат ноќни сати преку време на работа, за да му дрпнат повеќе пари на шефот. И овој вака му вели шефот: сега вика мајсторе, се знае зашто е полноќта, односно ноќта, или е за спиење, или е за крадење. За работење не. Може и за некоја трета работа, не ми те моментов. Добро, да. И така беше многу интересен човек. Одлично. Да. Сакам да кажам, видите, се што е во насока на национално побирување сум за. Се што е за аргументиран диалог сум за цивилизирана дебата сум за. Но и она што вие го рековте, не сме да племенскиот сојуз, односно дебатата на главешините, да биде замена на одлуките на собранието. Тоа е погрешното, тоа е штетното. Јасно. Значи, да се обидуваме да стигнеме до национални. Јасно е, кратко е времето, но благодарам, добра поента. Повелете, добар ден, до слушање секако. Повелете, добар ден. Знаеме каде живеат и каде ноќеваат.
Се сеќавате зборовите на шпици играчот во минатото? Па таму кај што ќе ноќева, тој не знам дали како воеер некој е тоа размислување, па ќе ги вадиме и ќе ги влечеме за уши. Тоа се негови зборови на интригашо. Се знаете што е трагедијата во сето ова? Секој ден гледаме како се препелка и така препелкајки, он има чувство дека е на некоја екстрада. Знаете, он тоа го каже, екстрада. За него се животов овде во Македонија е екстрада. Него му дошло да е страда сега. Разбирате, до музика, до пење, до е. Тоа само, како да ви кажам, не човек може така да размислува. Да не заборавиме. Сега брзо не употреби еден груб збор, и јас лично како Диме го потребував за него, дека е најголемиот глодар во Македонија. А сега он може да возвраќа према неистомислениците од партиите ги нарече глодари. Така? Мене сега ми е ова стварно чуденка, зашто лидеров на партијава посакува да има со него средба. Никакво фајде нема. А тој е над мен, искомплексиран, чизма, ДПМН, он и никој друг. Он се носи со таа мисла. Ја мислам дека македонскава историја од политички аспект ваков интригаш немала нити ќе има. Да бидете убедени во тоа. Него животот му е само лечење комплекси и интригаштво. Ништо позитивно, ништо за радост на нашиот народ. Благодарам при. Благодарам ве, поздравувам со тоа што секому лично му останува тоа кој кого како нарекол, независно што и некој друг да речеме го употребил истото. Секому останува своето што кажал, така да ете. Мислам дека сепак е подобро и да се издигнеме од тоа и да не се до тие примери, да не привлекуваат тие примери, туку напротив, токму да со дистанцирањето од нив покажеме дека не се добри, а не да ги прифаќаме. Добро, повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Па има веќе и други шепотења на упце. Аха, мислите. Видам дека сакаат да се распаѓаат. Ќе биде понудата од страна на поранешните УЧК. Ама УЧК ќе рече ја ќе правам влада со овие други, ама ептен се овие други е многу малку. Инаку до сега господјата Кристина Агилера ќе направеше влада со нив. Колку се 12-15 души, колку се од СДСС? Толку некаде, колку беа? Ба тука некаде ајбе. Да, и овие колку се 15, нека се 30, не може да прават. Ништо. Ќе мора УЧК да дојде заедно со патриотиве и тоа ќе падне и тоа ветувањето што им го вети на тие патриотически расположени гласачи кои мислат дека ќе биде враќено името, ќе биде осветлен образот на оваа држава преку него, овој уште ќе ги дозакопа. Бидејќи се дека ќе го улови криминалот на УЧК или дуи што видат културно. Значи, овака лидерска средба, ја не гледам зашто мора да биде помеѓу него и овој другиот од СДСС. Каде се другиве лидери на другиве партии? Па, кој фактор се они? Само они двојца ли? Него би сакал уште нешто да кажам. Како телевизија, дали би се заинтересирале да покренете за овие што работат пензионери како мене, плюс други работни места, а пензијата им тече. Според закон од 2008 година, кога донесен од Будимпешта, таму важи дека можеш да работиш друга работа до 3 години, ама пензијата да ти мирува. Де да се покрене таа иницијатива? Ви благодараме, ајде ќе дискутираме и за тоа, интересна е темата. Ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, повелете. Некако тоа сеќам дека и ти сакаш да кажеш дека се тоа ти изгледа малце шашал, ама го
го обланда го држиш ова сето. Затоа што Па не знам, и јас не сум сигурен обланда, и мене ми е обланда некако нејасно. некако космодиск ти е работата, така. Да знаете, да. И да затоа што ова средба можеш и да ја има и никој да не знае. Ето, ама болката останува, затоа са космодискот ќе ми помогне или не, тоа е работата, а боли. Ама кој ќе разбереше, никому ништо ќе беше, ќе си се договори, а сите ќе си се договори што имаше да си кажат и готово ќе беше. А со овие збори, а Шикере мискуски го тера од себе, ќе сакаш некој да го одбие, сакаш да кажеш, кога сакаш, јави се, ќе ја бркаме работата, не е проблем така. Да. А од друга страна па чисто се гледа дека ова е ЕПП. Дека ако го одбиеш, ево гледате сега, јас имав добра намера за некој работи, а тој ме одбива. Јасно. Кога стигне овие пусти од СДС да направат дури цела стратегија за државата, за цела лепеза за убави работи, до сега не му имаше текнато за тие работи. Меѓутоа, вреди може да се проба, како да речам, ама зошто самиот Филипче, например, прво не кажи зошто ги плати тие респираторите толку скапи и да ни објасна околу кинеските вакцини, ќе беше многу поарно. И вака може дека моторџија го научи занаето од заед и сака, знаеш како оне филм Полноќни волци, па да шетат низ Скопје, може имат некои мотори за Мицковски и да се најдат негде на водно со моторите да направат малце муавет. Не знам, интересна работа, меѓутоа многу заткриено ова направено точно за да го одбиеш, а после да му речиш, ево гледајте, сега ме одбиват мене, а јас колку добри идеи имам. Така, да, ви благодарам, но токму затоа велам, може би со дозиран пристап, имам одлични идеи, какви идеи, аба да се видиме, ќе ти кажам. А само да разграничиме, за работа или приватно. Ама не идеи за државата. Па државата, ќе се видиме, имам кабинет, имате вие, сакате во ваш, сакате во мој, сакате во собрание пред пратеници, сакате комисија некоја да ја размрдаме и така не работат. Приватно мотори, велите, да возиме. Што и да е. Извинете, не возам мотори. Концепт како мотор да се вози и слично. Или да, добро, може, но нема потреба што јавноста околу тоа. Ево, сега ќе гледате и Заев мотори и така тоа што возеа со Филипче. Не е актуелно, порано гледавме, сега не гледаме. Значи, сето тоа и тогаш кога гледавме, не било случајно, било со цел одредена пропаганда. Затоа велам и ова е одредена пропаганда, инаку е јасно зошто мора ова што вели Мицковски, а што сега преку медиуми. Не баре ова пред 300-500 години, па гласник треба да стигне и да прочита на плоштад Ферман. Чујте и почујте, еве, покана да дојде до председателот овој за средба, па потоа возвраќа тој и така натаму, со печат штембил, со восок. Така да, сето тоа е во таа смисла, што имате, сакате нешто, како и овде, да, оставете број, ќе се слушнеме после, приватно сакате, за работа, не, тука сме јавно сите, нема што за емисијата за темите, а посебно зборуваме. Јавно зборуваме за сите. Затоа реков, тоа значи шепкање. А чекајте да станам, да ми шепнете на страна, другите да не чујат. А после ќе седнеме па ќе каже, а ние зборувавме за ова, а од кај да знам ја што е зборувано предходно. Слушај, ќе им кажеме ни вака, а ја да ти кажам онака. Затоа дајте, ние немаме тајни тука. За работа, еве за работа е јавно. Аба ја приватно, за приватно, ако е тогаш нема што воопшто не е за работа, нема што да обзнануваме, идеме приватно, ако сакам приватно, ако не сакам приватно, нема ни тоа, но тоа веќе лично си одлучува, тоа е впрочем и приватна работа. Нема што ни медиуми никој да користи, мислам само тие патни трошоци, приватно возило за службени цели. Па патни трошоци наплатуваат, а ова не би требало. Повелете. Здраво, Исо. Здраво, поздрав, се слушаме. Вака се, велат, заспан народ се буди во туѓа држава. Кога го мислам тоа, не го мислам за сите, туку за овие северџаниве, кои што се уште се јавуваат по емисии, ради лична корист и ги бранат, знаете кои се од Велјан до Љупче од Радишани.
Што сакам да кажам? Доколку беа разбудени, а не само за лични интереси, овие предавници од СДС, што шајка не закуца, а потрошија дупло повеќе милиарди од претходната власт, не видовме ни клинички центар, не ништо, направија тешки предавства од имиња, знамиња, што не направива. На крај требаше и децата да учат дека сме бугари според бугарски терк во училиштата, ќе сменја историјата и идентитетот комплетно. Значи, место да ги казнат, тие повторно гласа за нив. ВМРО имаше над 60 пратеници, немаше сега да го ценуваат од овие влен, ти реков ми рече. Втора работа. Јасно име на овие челнициве од СДС, СДС, дека на изборите ќе доживеат дебакл и партијата ќе им се распадне. Филипче, целата игранка што се бута да биде председател на партијата, а него сакаат ни членовите од СДС, приказната е да има имунитет, да не одговара кривично за криминалот што го правил, а сите знаеме дека треба да има потекло на имот и да се види од кај му се тие пари и да му се конфискува све што украл на штета на македонскиот народ. Затоа он се бута сега бара. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав. Поздрав, Исо. Се слушаме, да, повелете. Исо, сакам да кажам нешто овези. Што се меша овде? Филипче, бе, што сакам тој, бе, тој. Ако е некој доктор Врне Цукњак, абе, што там си работи, бе? Државата е школувала, бе, што траи си тука у политика, бе? Кога му прави они будале, бе, во прво класа, бе? Па виж дека му е динјата глава, бе. Срам да го види, бе. Срам да му види, бе. И тие конфискации него треба да направи за лекови краде, бе. Краде таму не ги задержи за вакцини. И сега што ќе се спасува, ќе траži лидерска средба. Каква лидерска средба, бе? А да го треба да го приведат, него да го затворат, бе. Па платени, не платени таму за вакцини преко само Тајван и кај беше таму. И он ќе се прави, па мотори тука ќе вози, БМВ-ци ќе вози таму, Ауди ќе вози, базени. Кој е он, бе? Што е он? Што е? Такво бил. Па еве ги исто сега на Прчко син. Па нававо, што би на сега? Што би на сега? И кој го сликал? Абе ти даде да затвори си треба да тој. А он да стави у партија во тој, бе. Па како бе, каква партија тој СДСМ, бе? Лоповска партија, бе, се. И ти деца ги става да нивни, бе, се. Дали се во суд, дали у полиција, била каде? На сите места се нивни. Абе тој, и сега се крие имунитет, тражи лидерска средба. Каква лидерска средба, бе? Лидерска средба кај него треба го изризало да биде, бе. И овој кој толку талауповој, наш бискоски, не ме мој, да не ме тапне ме мој. И за мене исто му се паќа нек иде у затвор. Што тражи со него лидерски средби? Да се договарат? Или со Дуи? Што ќе се договара? Да го ослободат ли? Министер што беше таму за економија? Да ставил подпис? Што не е проверил, бе? Ке си легале таму, ке се одговара. Бектеши, што ли сакат? Лидерски се, нема лидерски се, не треба. Му се били познани, били сесети празник, не си... Так, истече времето, ве поздравувам, повелете. Добар ден. Сакам во емисијата да се... Да, во емисија сте, повелете. Ама нема... Еве, во програма сте, повелете, да. Добар ден. Добар ден. Повелете, да, во програма сте. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Сакам да кажам, овие политичари досега што беа, за овие 40 и колку години, 35 години, се покажа дека не ги бива. Сега треба на новите избори луѓето да гласаат за нека мала партија непозната. У секој случај нема да бидат полоши, а поарни не знам дали ќе бидат, ама полоши нема сигурно да бидат. Ова да нема ни една од овие личности што се сега актуелни. Тите се невидена паштник и невидени трагедии се случуваат и пропаѓа земјата и народот. Так, добро. Па, не знам што друго да ви кажам. Да, повелете, имате минута време. Па треба тоа да се направи. Сите да гласат за нови, на некоја сосема нова мала партија,
и да ги нема никој од овие, и од ДУИ, и од СДС, и од СДСМ, и од сите познати партии што се стари. Ни една личност до сега не се покажа. Така. Толку, немам што да Ви кажам. благодарам, ве поздравувам, повелете и во друга прилика, но може би се оди и во таа насока, гледате, и овие таа неусогласеност во вреди која ги отвора прашањата токму околу соодносот на владеачкото мнозинство во однос на опозицијата, можни промени и сето тоа во контекст на предстојните локални избори со можност, можеби, еве како што гледам некои шпекулираат веќе да се оди во насока на предвремени парламентарни. А која е целта? Значи, во ред е и да направите нешто пред време, да го смените, ако не функционира, но ако имате да пробате нешто ново. А што би се правило пред време, ако е понудата да дојде истиот кој неодамна заминал? Заминал затоа што не чинело. Или барем во ред, она што го дискутиравме, не знам, 7 години не можеле ова и она да направи. Добро, ете, ајде да видиме овиете 7 години дали ќе го направат. Па 7 години и првиот ден, па не направивте ни вие, ај нека пробаат пак овие. Обидувајте се. Сега вие 7 години и 1 ден. И така натам. Така да, во таа смисла, од каде е потенцијалот? Ние само одиме со термини и со процедури. Предвремени избори, а кој ќе дојде? Повторно е понудат. Мислам, кој ќе дојде. Која ќе биде програмската шема? На репертуарот, кој ќе биде? Исти филмови повторно. Па не ми се допаѓа овој филм, па само што почнавме да го гледаме. Па дај пушти другиот. Па добро, ма тој го изгледавме, цел видовме дека не чини. Дај и овој да го изгледаме до крај, па ќе го гледаме овој повтор пат, за кој тврдивме дека не чини, па може би ќе најдеме нешто добро во него. И така постојано, и пак истите филмови се вртат на репертуарот. Аба не чини, ај почни пак од мене, па чекај, овој не го изгледав уште. А тебе те изгледав толку години, сега се нудиш пак да дојдеш. А токму и префрлив на другиот за тоа што беше здодевен. И пак истите вртат, тоа е, од каде да се освежи репертуарот, да се обнови. А лесно е, процедурите се јасни. Па предвремени, па што ќе има ново, тоа е. Утре нова емисија, па да, нова емисија, јасно е, што ќе има? Па ќе има нова тема, па иста тема. Ама да, нова емисија, па тоа истото ни е, нова емисија, иста тема. Кој ќе биде по тоа учесник во тие приказни? Повелете. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Поздрав после 2 години. Благодарам, повелете. До тебе, Исо. Благодарам. Затоа што не сум се јавил до сега, сега видов една тема сериозна така. Така. И затоа се јавувам. Ова тема што ја заговара Филипче не е на одмет, затоа што тука се работи за лидерска средба, лидерски концепт и диалог кој што треба на некој начин за државата да се разговара. Да. Не да се разговара за лични работи. Овде треба да се разговара за државата, каде што државата нас ни оди во амбис. И со тоа што ако се опозиција, без разлика, лидерите се должни да комуницират и да контактират за доброто на граѓаните на Република Северна Македонија. Во тој контекст Филипче го зборува тоа. Не го зборува за предвремени избори. Тој не бара предвремени избори. Сака да се подобра затоа што денески на пресконференцијата спомна 35 закони треба да се донесат за во реформите за влегување во Европска заедница. Во тој контекст сакам да укажам дека лидерите мора да се договарат за доброто на сите граѓани во Република Северна Македонија, не за интерес за себе или за било кој друг. Јас не можам да сватам другчие, да зборувам овој рекол вака, оној рекол така. Не, државата мора да оди напред, мора да ние го тоа поддржиме и да бидиме она што треба да станеме
да станеме европејци, затоа што тука ни е местото и тука ни е начинот на живење. Ви благодарам многу. Да, ви благодарам и поздравувам. Не спомнав и не мислев, ако е разбрано поинаку Филипче во контекст на предвремени избори, туку токму она и што го дискутиравме денеска, тие раздвиженост во коалицијата вреди, па можност комуникација со опозицијската партија и така натаму дуи, па шпекулациите по медиумите деновиве се вртат можност евентуална да има бойкотирање на локалните избори за да се изнудат предвремени парламентарни, односно велам нарушување или промена на соодносот во владеачкото мнозинство во контекст на ова што се случува во вреди. А сето тоа го кажав во смисла, а кој го прави тоа? Па тие истите, ајде да смениме предвремени парламентарни избори за да дојдеме повторно ние. Не е тоа, затоа кажав, ајде сега ќе видите најава за нови филмови. Туку истата шпица што ја гледате 30 години повторно. Ајде сега од понеделник нови филмови и повторно истите глумци. Тоа суштината беше. Инаку драго ми е што се слушаме, да се слушаме и почесто се надевам во иднина. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушам, повелете. Не се слушам. Повелете. Бака сега, Филипче не е потребен. Вие средби не се потребни. Гарганите барат независно судство и да вербата да даде на Христан Мицкос и да се затворат вие сите душмани на Македонија. Со Филипче. Корумпирани предавници, соросоиди. Што не видовме? Едно зборово, друго прав. Средби. Какви средби? Средби за само да се рече партија. Не е тоа партија. Тие са рами. Поделата са рами. Не треба. Независно судство да се постави и да се избрка сите од работа. Лјупчев Костински да се смене и да одговара држави јавен обвинител. Што е сработил до сега? Корупција, криминалци, невидени. На секи секој. Ови се зло дела до сега и од сега напред. И цените и покација. И сега вие протежили ви прав, сите платени со синдикати, 2-3 синдиката платени сега од фондот на народа за да протестират, да прават немери. Да прават незадоволство меѓу граѓаните. Знае кого има задоволство. ВМРО е задоволство народот и да верва. Треба хитно да се смена судството и да се затвора вие сите и слушатели што се ги поддржуваат преданиците јавно по телевизија и сите пратеници и дуи. А дуи треба как да се отида, затоа што знаете што се сработија. Кинзитираа луѓе, граѓани, масакрираа наша војска милиција. И така се чита. Да се очисти. Доста е овој. Средби. Какви средби? Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, поздрав, ве слушам. Добар ден. А добар говор имаше пред овој. Не овој сега, него пред овој Северчано, 2 пати што кажуваше тамо Северна Македонија. Страмно е тоа што го збориш. Они колку време беа това 7 години, што направија? Заглавија државата со тие мене името и ова со бугарскиот договор. И сега не може да се оправиме. Сега дојде Филипче ќе дава памет тука. Што направио со здравството тога, со онкологија? На времето Стојан Андов беше председател на собрание. Петар Гошев тамо министер за економија или за што беше финанси. Тргнал Петар Гошев ќе оде за Кавадрци. Стојан Андов вика: "Каде бе Гоше, кај ќе одиш Кавадрци? Што бараш во Кавадрци? Да одам Фени да го затворам." И сега како ме вика? Ти од Петар Гошев ќе бараш памет. Сега да отишол во Кавадрци да го затворе Фени со 2-3 тамо работени, тие да одат на улица. И сега ти од Филипче ќе бараш памет. И сега каква средба сака он со Мицковски? Ја не знам и Мицковски, ако префате тогаш
Он вечер ќе биде од овој Филипче. Па што направи он? Безправно е ова вака. И сега што се упикува он да ги амнестира тој и него да го амнестира од тие што ги направи он од онкологија и од другите работи. И со тие корона, тамо тие вакцините што ги взимаше. Што така да се спаси и он ли тоа, и сега да договара како да и Заев да го спаси, да го вратиме, каде е тамо, кај отиде со тие украдени пари. Ја не знам до каде ќе одиме сега ние. Чекајте, се почнува добро си оде, добра воде државата, да се работат, варно работе сега. И луѓето задоволни, и со пензии, и со плати, се радуват. Што сакаме, што сакаме? Благодарам, поздрав до вас. Ете, ние тука ги завршуваме нашите попладневни разговори. Какви разговори ќе има на оваа лидерска средба, во смисла кога ќе бидат, пред полноќ, после полноќ, во некое друго време и каде ќе бидат, останува да видиме. Еве, има големи најави, нови концепти, нови обштествени политички дијалози. Новото утре се чини е тука пред нас, може би затоа и не е лошо. Символички и онака пред полноќни разговори да имаат за кога ќе влеземе во новиот ден, на вистина да ни светне силно. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Имајте пријатно попладне, нас пак не чека утре нов ден. Довидување.